Соочен со фактот дека нема разбирање раководството на Српската црква за решавањето на македонското црковно прашање, иницијативниот одбор за организирање на Македонската православна црква свика втор македонски црковно-народен собор од 4 до 6 октомври 1958 година во црквата Света Софија во древниот Охрид, некогашното седиште на Охридската архиепископија. Во присуство на 219 делегати, свештеници и мирјани, беше донесена едногласна одлука за обнова на Охридската архиепископија со име Македонска православна црква. За поглавар на црквата беше избран и устоличен епископот Топлички Доситеј, родом македонец, со титула архиепископ Охридски и Скопски и митрополит македонски. Македонскиот црковно-народен собор направи една отстапка на раководството на Српската православна црква преку признавањето на српскиот патриарх за врховен поглавар на двете цркви, српската и македонската. Во крајна линија, тој акт представуваше само персонална унија, бидејќи Македонскиот црковно-народен собор донесе устав на Македонската православна црква и други акти со кои е санкционирана самостојноста на црквата. Во меѓувреме, по смртта на српскиот патриарх Викентије, за нов патриарх беше избран епископот Жички Герман Ѓорич, кој ја продолжи миролюбивата политика на Викентије. Тој успеа на редовното јунско заседание на архиерејскиот собор на Српската православна црква да се прифатат одлуките на вториот македонски црковно-народен собор, со кој македонските епархии се издвојуваат во самостојна македонска православна црква и истата ќе се управува според свој устав, а со тоа престануваат да важат прописите на уставот на Српската православна црква. Светиот синод на Македонската православна црква, кој веќе броеше 5 архиереи со хиротонија на викарниот епископ Велички Методи и викарниот епископ Тивериополски Кирил, свика трет црковно-народен собор во Охрид на 17 јули 1967 година, на кој беше донесена едногласна одлука со која Македонската православна црква е прогласена за автокефална, начело со архиепископ Охридски и Македонски. Според очекувањата, Српската православна црква остро реагираше на прогласувањето на Македонската православна црква за автокефал. На 14 септември 1967 година свика вонредно заседание на архиерејскиот собор, на кој донесе одлука со која Македонската православна црква ја прогласи за расколничка верска организација и ги прекина сите односи со македонските архиереи.